Оно што е најака работа кај МОВ е воедно и најслабата страна на МОВ. И све друго што е добро за МОВ и све друго што е лошо за МОВ произлегува од една иста работа, младост. Бевме многу млади за да знаеме како се води една невладина организација и моравме да посетуваме многу обуки, многу тренинзи и секако да учиме од своите грешки. Таков обид за формирање на младинска организација водена од млади е добра како идеја и еве таа денеска функционира успешно, па можеме да прославиме 10 годишен јубилеј. Денеска има луѓе кои што не се ни познаваат меѓу себе поради тоа што се во различни проекти, програми. Во викендите има некоја бројка од преку 100 млади луѓе кои што доаѓаат и ги следат обуките, дали се за дебата, дали се за учиме право, дали презимаат студентски акции. Во разни делови на Република Македонија и тоа со ученици од средно образование од разни училишта без разлика на вера, националност и значи други поделби. Артикулирани млади дечки кои што сакаа нешто да направат, сакаа да променат нешто, кои што беа подготвени да се вложат, кои што има идеја, има мотивација. Да поместат некои граници или некои ментални бариери, кои што ги правеа со леснотија и со едноставен младински ентузијазам. Луѓето кои што членуваат во МОВ веруваат во она што го работат. Денеска МОВ е најрелевантната младинска организација во Македонија, без која што не се дискутира ниту едно сериозно младинско прашање никаде. Дополнително значајно искуство со МОВ од првите искуства ми беше и работата со Маријан Алчевски, што е еден од основачите, кој што беше еден од основачите на Балкан идеја. Се повеќе и повеќе се раѓа нови идеи за нови активности, така да дебатните клубови стана, како дебатни клубови стана претесни за да можат младите да го искажат сето она што го мислат, да го изразат својот став за многу прашања што ги тангираат. И заради тоа некаде во 99-та година се донесе одлука, при тоа имајќи наум дека веќе има потенцијал, има доволно енергија, има доволно знаење кај дебатерите да може да се формира самостојна организација и во 1999 година, 1999 година се формираше Сдруженијето на граѓани дебатери. Бројот на клубовите растеше секојдневно, моравме некако да ги здружиме заедно сите клубови и тоа е за мене првото искуство каде што група на истоимисленици и група на луѓе со исто хоби се здружуваат во формална организација, формално здружение. Од денешна перспектива гледам дека било паметно да, како што спомна, се пренеси одговорноста за какви ќе бидат нашите активности, какви ќе бидат целите, на кој начин тоа ќе го правиме. Што повеќе дебатери, што повеќе дебатни клубови, што повеќе дебатни турнири и да ја внесеме дебатата како дел од формалното образование. Името дебатери веќе стана беше несоодветно, стана ограничувачко за сите активности што се случуваа во таа невладина организација. Значи покрај дебатата почна да се во незе да има и други програми, како програмата Учиме право, па понатаму студентската програма и многу други проекти. Спојот беше среќен меѓу овие два концепта, заради тоа што прво тие се поврзаа во еден дел во вредностите кои се обидуваа да ги промовираат и се поврзаа и во методите кои ги користеа. Дебатата беше, мислам дека веројатно се уште е еден од начините како се презентира материјалот во Учиме право. За правото да се знае не е доволно, туку треба за истото и да се збори, за истото значи да се бориш на еден начин. Не е доволно само да знаеш што пишува, туку и да го кажеш тоа и да го кажеш твојот глас за тоа што не е за тоа што тебе не ти одговара или тоа што мислиш дека е против тебе. Ја бев може една најделикатна позиција затоа што ја бев тој што оригинално потекнуев од Учиме право. Ама ги водев дебатерите, бидејќи во прво време МОВ беше само дебата и бев задолжен за нив. Некаде од почетокот на 95-та година почнаа да се формираат првите дебатни клубови. Ја би рекол еднаш дебатер, секогаш дебатер. Дебатерството е само алатка која што ја употребуваш за да се бориш за студентските права. Да бидеш дебатер значи да те научат да се бориш за нешто. Дебатата не научи сите кои бевме било како поврзани со неа дека треба да се наоѓа златна средина меѓу многу убавото говорење, при тоа празно, и можеби умното, меѓутоа злодевно објаснување на фактите и позициите. Паметам една од професорките рече дека оваа програма нема да функционира во Македонија и нема да предизвика интерес кај средношколците.
Но другите наставници мислеа дека е тоа нешто ново и тоа е нешто што е неопходно во нашиот образовен систем. Професорките не бидаа во школа како да станеме членови, кои заслужува да стане член на дебата, кои не, и не собра професорката Лале неколку 5-6 луѓе од нашиот клас и не рече вие многу зборите, треба да станете дебатери. И генералната причина зашто станав дебатер пошто она ме викна. Се вклучив од причина што имав трема јавно да говорам. Не можев да се слободам при одговорање на часовите. Имавме 2 листа хартија на кои што пишуваше што е дебата и какви се правилата во дебата. Нашата цел беше да ги научиме тие правила и да привлечеме што повеќе дебатери. Карл Попер форматот е формат што го дебатираат во преку 40 земји во светот и веројатно во моментов додека ние овдека разговараме се случуваат на секаде дебати и предавања во овој формат, бидејќи тоа е најпознатиот средношколски формат на дебатирање. Тоа представува една аргументирана расправа помеѓу два тима кои што дебатираат на актуелна теза. Но во основа станува збор за две спротивставени страни, каде што имаме конструктивен судар. Тоа се аргументите. Аргументите нели треба да ги подкрепиме со докази. Два тима од по 3 члена кои што имаат спротивставени мислења кон одредена тематика или проблем. Учеството во таквите кампови ми помогна да си се пронајдам самиот себе си. Да знам зашто ме бива, зашто не ме бива во животот, да знам што сакам, што не сакам. Практично го разбуди зверот во мене. Почетоците беа со само еден тим странски од Бугарија и тоа не цел 8, него само 20 луѓе дојдоа од тројца во Македонија. Меѓутоа денеска после 7 години можеме да кажеме дека е најпредставителен дебатен турнир на целата организација, каде што учествуваат преку 10 на странски земји и преку 10 на 15 градови од Република Македонија учествуваат на тој завршен турнир на секоја година. Работевме цела година да ни се случи еден камп кој што го организиравме. Денеска имаме над 50 кампови кои што ги организираме во текот на само една година. Но струга самата по себе беше предизвик на одредено ниво, затоа што самата причина поради која ги имавме тие тренинзи таму беше поради конфликтот кој што настана во самите училишта. Начините на кои што се обидува да бидат, на кои што имаше правено обиди да се решат овие прашања, односно да се намали тензијата, беше да се подат учениците во различни училишта, што сметавме дека до некој начин можеби и не е правилниот начин да се реши проблемот. Врвот на дебатните турнири во светот, тоа што е официјално светско првенство по дебата. Дојдоа преку 200 учесници од 40 на државни репрезентации по дебата заедно со своите професори и тренери по дебата.